млекоце. Какво млеко стави? Па, органско во прав. Најнов продукт. Овде пишува избелувач. Да. Инстант кафе. Не, фал. Јас ке си пијам македонско. Поима немаш, што пропушташ. Адитиви, засладувачи, избелувачи, вештачко, инстант. Тоа е тоа. Дали знаете дека растителниот кашкавал и маргаринот не се природни продукти и немаат никаква врска со млекото? Млекото е полно со холестерол, ке речете. Така е, само што маргаринот и растителниот кашкавал се хемиски модифицирано сончогледово масло. А кога ќе прочитате на етикетата без холестерол, сетете се дека производот всушност е ист по состав со пластичната кеса во која е спакуван. Затоа, наместо индустриската хемија, конзумирајте млечни производи кои се полни со калциум, калиум, витамин D и протеини. Ова е село Кожле, Катлановско. Се наоѓа на само 30 на километри од Скопје. Во ова еколошка оаза животните не се третирани како на другите фарми. Димко ни кажа дека квалитетот на млекото зависи директно од животот на животните. Се движат на чист воздух во околина која редовно се чисти, отпадот се складира подалеку и не се користат химикалии. Тие се оставени слободно да шетаат низ природата. И секако, квалитетна исхрана. Органски пченица и овес без индустријски додатоци. Млекото е еден од продуктите околу кои се прават најмногу грешки. Во народот се мисли дека може да се пие во неограничени количини, но не е баш така. Ова е многу чудно чувство. 100 грама полномасно млеко содржи 8 грама заситени масти и 156 калории кои значително го зголемуваат нивото на холестерол. Вистината е дека пресно млеко треба да се конзумира сосем малку, а ферментираните млечни продукти како јогурт, кисело млеко, кефир, сирење, кашкавал, путер, кајмак се корисни, но во многу умерени количини. А млекото во прав не сакам ни да го коментирам. Гледај што сум ти донел. Свежи млечни производи од органска фарма. Тоа е тоа, одлично. Сега ќе видиш што ќе ти подготвам. Тенко исечкана тиквичка и една китка нане се зачинува со лимон, сол, ладно цедено маслиново масло и 300 грама овчо кисело млеко. Без пржење, без печење, вкусна чинија полна здрави. Козјо сирење со мармалат од кајсија. Кратко подготвуваме мармалат од кајсија со 100 грама бело вино и 100 грама мед. За разлика од оној класично подготвен со шеќер, овој мармалат ги задржува корисните состојки и природните шеќери. Се прелива врз подпечено козјо сирење и листови од рукола салата. Не сечете ја со нож, само искинете ја крупно. Вака подготвени салатите испуштаат неверојатна арома. Изварка на препечен леп. 300 грама изварка ја зачинуваме со сол и маслиново масло. Таа основа ја зачинуваме по жел. Со маслинки, лукче и ароматични тревки, сушени домати во масло, лути пиперчиња. Миродиите, смечете ги, така ги испуштаат ароматичните масла кои го стимулираат вашиот метаболизам. За десерт боровинка. 300 грама боровинки се пржат со бело вино. Кога сокот ќе се згусти и карамелизира, изладуваме и додаваме мед и 300 грама кисело млеко. Ако готвиме за деца, виното го заменуваме со малку јаболков оцет. Не ми се верува, со квалитетни млечни производи, колку бргу сготви вкусен и здрав оброк. Исто е најважно, сите овие производи можеш да ги најдеш на било кој пазар во изобилие. Храната може да биде и отров и лек, од вас зависи. Трпезата нека ви биде олтар во домот, а продуктите набавувајте ги во пребогатиот шпајс на Македонија.